Сакав да ве прашам, бидејќи доцент Качев спомна за Петар Рацев, за првото издание. Да. Во 1940 година. Да. Каква е тежината, каква е символиката на тој издание во тој период за македонската емиграција во Северна Америка? Величков, тој Петар Рацев, нели, легендарен вожд, водач на МПО, тој со негови собствени зборови, тој овој алманах или нели колоквијално наречен црвена книга, тој го нарекува патриотична Библија за македонската диаспора. И алманахот има, кога е направен, нели, има две стратешки цели. Едната, нели, се разбира е да биде како напоминание за македоно-българските корени на луѓето кои основале ВМРО, македонското движење, за нели тие луѓе кои биле движечката сила за етнонационалната преродба во Македонија во 19 век. Затоа што таа била се издава, алманахот се издава во време кога на тогашното нели бугарско население во Македонија, во Вардарска и Грчка Македонија се врши своевиден културен геноцид. Тоа е едната цел, да не се заборави поменот за тие македоно-български коренивни или поменот за бугарштината во Македонија тогашна. Втората стратешка цел е да се негува еден патриотичен македонски дух кај младите во емиграцијата. Патриотично политичко македонско самосознание или самосвест да се развива и да се крепи меѓу диаспората во тоа време. И затоа што тие кога действувале на овој начин, тие не знаеле како ќе се развијат работите. Во тежината, го употребивте тој збор, тежината на тоа, затоа што во тоа време, знаете, во меѓувојниот период, Европа е изморена од војни, од конфликти, и тие нерешени национални прашања ги бутка под тепих и остава да тлеат. И освен мала група на ревизионистички настроени политички сили, голем мејнстрим од политички на Европа не бил заинтересиран за такво нешто. И затоа МПО во тоа време, кога никоја друга во 20-тите, да кажеме, раните 30-ти, кога никоја друга организација не говори јавно за тоа, МПО застанува и наспроти ветерот, таа мафта, нели, со тие декларации, со книги, лобира, прават манифестации, организираат конференции, дигаат глас, прават врева која почнува да пречи тогашните потисници на Македонија и на македонците. И тоа е тежината, значи тој го нарекол патриотична Библија, нели, во наводници, но мислам дека не е само во наводници. Тој во тоа време тие чеда, како што се нарекувале, чеда на борческа Македонија распрснати по целиот свет, оваа Библија ја имала, нели, македонскиот алманах ја има истата, е натоварен со слична историска роља или улога како што била и Тората, еврејското свето писание, за раната еврејска диаспора после уништувањето на храмот во Ерусалим. Тие во рамките на страниците на така наречената црвена книга на македонскиот алманах е представена историјата, географијата на Македонија во еден енциклопедски начин, за да со цел поколенијата кои доаѓаат, поколенијата на македонци во Северна Америка, Канада, а и Австралија, да не заборават за своите корени. Тој исто така го опишува македонското ослободително движење, го следи неговиот развој, првите апостоли кои се жртвувале во тој пламенот на револуцијата,
Има многу биографски информации за луѓето, за лидерите на тогашната бугарска природова Македонија, ВМРО, за возобновувањето на ВМРО после Првата светска војна, а исто така има и информација за поважни села, градови, планини, езера во Македонија. Таа е, да, како што рековме, исто како што Тората ја консолидирала таа рана еврејска диаспора која била распрската низ целата Римска империја, така и македонска трибуна, но македонскиот алманах, заедно со македонска трибуна и тие годишни конгреси на МПО ги образуваат тие три столба на идентичноста, идентитетот на организацијата и помага да се зачува тој дух, етос и гордо наследство кое до ден денес се уште постои и е живо во рамките на МПО, во музеот на МПО и на страниците на македонска трибуна. Така да ви одговорам, да, има навистина. Тоа е контекстот во кој што се појавува со таа цел. И денеска тогаш имало две стратешки цели, сега има и трета цел, да биде еден своевиден паметник на тоа славно наследство. Преиздадена верзија, преиздадено повторното издание, затоа што знаете има многу организации во Америка, а и на секаде на целиот свет кои се основаат, постојат неколку десетилетија, се распуштаат или весници кои се отвараат, се читаат и младите генерации губат интерес. Нашата организација и нашиот печатен орган, организацијата суштествува веќе 105 години, а печатниот орган туку што навлезе во својата 100-та годишнина. И затоа со тоа треба сите ние да се гордееме, сите ние кои сме поврзани со таа славна историја. И македонскиот алманах е многу важен артефакт кој го зачувал, кој го конзервирал етосот на таа стара македонска емиграција, на таа стара буржуазија од времето на Отоманската империја. И тоа е таа сила, макар и завиена во црното знаме на Македонската револуција, која се уште ја прави и организацијата и весникот така устојчив.